Почитувани представници на медиумите, денес по трет пат за 2 години сум домакин на председателот на Европскиот совет, господинот Доналд Туск, кој е во посета на Република Македонија. Distinguished representatives of the media, today I am the host for the third time in 2 years to the President of the European Council, Mr. Donald Tusk, who is visiting the Republic of Macedonia. На самиот почеток сакам да изразам јавна благодарност до председателот Туск за неговиот личен ангажман во исправувањето со бегалската и мигрантската криза. Тој имаше големо разбирање за товарот што како држава го носевме во однос на мигрантската криза, особено за безбедносниот аспект на истата. Тој лично се ангажираше да ни помогне. At the very beginning, I wish to express our public gratitude to President Tusk for his personal engagement in handling the refugee and migration crisis. He had great understanding for the burden that we bore as a country as regards the migration crisis and especially its security aspect. He also made a personal effort to assist us. Председателот Туск е искрен пријател на Република Македонија и поддржувач на нашите европски аспирации. На нашата средба доминираше темата за заканата од илегалната миграција со која се соочува Европа. Разговаравме и за политичката криза во Македонија по изборите во декември 2016 година. President Tusk is a sincere friend of the Republic of Macedonia and a supporter of our European aspirations. Our meeting was focused on the issue of the threat from illegal migration that Europe is faced with. We also discussed the political crisis in Macedonia following the December 2016 elections. Со председателот Туск разменивме мислења и информации за мигрантските коридори, тензиите меѓу Европската унија и Турција, капацитетите на транзитните држави, но и за ризиците по регионалната стабилност од постојаната закана од мигрантскиот бран насочен кон Европа од Африка и Азија. Во рамките на денешната посета, представници на Агенцијата за разузнавање и армијата на Република Македонија одржаа класифициран брифинг за развојот на сценаријата врз основа на степенот на ризик од заканата, од илегалната миграција и капацитетите со кои располагаме. With President Tusk, we exchanged views and information on migration corridors, tensions between EU and Turkey, capacities of transit countries, but also the risks on regional stability stemming from the permanent threat of a migrant wave from Africa and Asia directed towards Europe. Today's visit also included a classified briefing on the development of scenarios on the basis of the degree of estimated risk from illegal migration and the capacities at our disposal, held by representatives of the Intelligence Agency and the Army of the Republic of Macedonia. Повторивме дека Република Македонија е транзитна земја и дека останува на ставовите и барањата изнесени на состанокот на шефови на држави и влади во Брисел во октомври 2015 година. На средбата искажавме интерес за правната рамка за партнерство со Унијата во однос на 3 прашања. Прво, заштита на границите, второ, контратероризмот и трето, кризниот менеджмент во услови на блокада на евроинтеграциите, а во процес на обликување на идната безбедносна и одбранбена архитектура на Унијата. We've reaffirmed the position that the Republic of Macedonia is a transit country and that it remains on the positions and demands expressed at the Heads of State and Government meeting held in Brussels in October 2015. At the meeting, we expressed interest in establishing a legal framework for partnership with the Union regarding 3 areas. First, border protection, second, counter-terrorism, and third, crisis management in conditions of a blocked EU integration in the process of shaping the future security and defense architecture of the Union. Сакам да истакнам дека Република Македонија како и досега, така и во иднина ќе действува за заштита на својата национална безбедност и сигурноста на своите граѓани. Но истовремено Македонија е чувар на портите на Европа и повеќе од 19 месеци врши контрола на преминот за влез во најбрзиот мигрантски коридор што води кон Европа. Мојата порака до Европската Унија е јасна. Помогнете ни за да ви помогнеме. Помагајќи на Македонија си помагате себе си. I wish to underline that the Republic of Macedonia will continue to protect its national security and the safety of its citizens, as it has been the case so far. At the same time, Macedonia is also the guardian of the gates of Europe, and for more than 19 months now, it has been controlling the access to the fastest migrant corridor that leads to Europe. My message to the European Union is clear. Help us in order for us to help you. By helping Macedonia, you are helping yourself.
Со председателот Туск разговаравме и разменивме мислења и за актуелната политичка состојба во Република Македонија. Детално го запознав со моите уставни овластувања како председател на Република Македонија, како и со воспоставената практика од 1992 година за определување на мандатор за состав на нова влада. Во оваа прилика сакам уште еднаш недвосмислено да порачам. Мојот став останува непроменет. Правната и политичката пречка мора да се отстранат. Целта на двата услова е новата влада да не биде оспорена од ниту една страна и по ниту една основа. Мојата одлука е превентивна, за да спречиме штетни последици со кои би се соочиле. With President Tusk, we discussed and exchanged opinions on the current political situation in the Republic of Macedonia as well. I informed him in detail about my constitutional competencies as President of the Republic of Macedonia, as well as on the practice established in 1992 for giving the mandate and establishing a new government. On this occasion, I wish to once again convey a clear message. My position remains unchanged. The legal and the political obstacle to this must be eliminated. The purpose of both conditions is for the new government not to be contested by any party and on any basis. My decision is preventive and serves to prevent any detrimental consequences we might encounter. Уценета влада е нестабилна влада со краток рок на траење и штетни последици. Ќе потсетам дека Европската унија е гарант на само два договори: Охридскиот рамковен договор и договорот од 2015 година. Од тука, императив на партиските лидери треба да биде спроведување на ургентните реформски приоритети. Прва точка на дневниот ред на партиите и пратениците треба да бидат европските реформи, а не спроведување на постизборна платформа креирана во туги држави. Платформата со која се загрозува независноста на државата, се условува постигнувањето на парламентарното мнозинство, се уценува составот на новата влада. A blackmailed government means an unstable government with a short lifespan and negative consequences. Let me remind you that the European Union is a guarantor of two agreements only, the Ohrid Framework Agreement and the 2015 Agreement. Therefore, it should be imperative to political leaders to implement urgent reform priorities. The first item on the agenda of political parties and members of the Assembly should be EU-related reforms and not the implementation of a post-election platform created in foreign countries. This is a platform that jeopardizes the independence of the country, conditions the establishment of a parliamentary majority, and blackmails the formation of a new government. Се нарушуваат добрососедските односи со директно мешање во внатрешните работи во Македонија. Се поттикнуваат тензии во меѓуетничките односи, се манипулираат граѓаните со прашања кои се надвор од рамковниот договор, се бара промена на уставот. Затоа за Република Македонија и се потребни европски реформи, а не туги платформи. Како држава мора да се фокусираме на европските реформи. Само реформите ќе ни помогнат да го искорениме коренот на политичките кризи. The platform disturbs good neighborly relations by direct interference in the internal affairs of the Republic of Macedonia, incites tensions in interethnic relations, manipulates the citizens with issues outside of the framework agreement, and asks for an amendment to the constitution. Therefore, what the Republic of Macedonia needs now is European reforms and not foreign platforms. As a country, we must stay focused on European reforms. That would be the only way to root out the causes of these political crises. Но тоа не е само наш предизвик, туку и добар дел од регионот. Затоа сметам дека Европската унија треба да најде начин да ги отвори 23-тото и 24-тото поглавје за правосудството, основните права, правдата, слободата и безбедноста, и тоа за сите земји кандидати и потенцијални кандидати од регионот. This is not a challenge only for us, but for a large part of this region. This is also why I believe that the European Union should find a way to open chapters 23 and 24 covering the areas of judiciary, fundamental rights, justice, freedom, and security for all candidate countries and potential candidate countries from the region. А за да се спречи блокирањето на процесите, Европската унија треба да најде начин процесите на пристапување да не се злоупотребува за уцена при решавањето на билатералните прашања. Блокадата на евроинтеграцијскиот процес на Република Македонија мора да прекине, и тоа час поскоро.
And in order to prevent a blockade of these processes, the European Union should find a way to avoid taking advantage of the accession process for blackmail in the resolution of bilateral issues. The blockade of Republic of Macedonia's European integration process must end as soon as possible. На крајот, уште еднаш, сакам да му изразам благодарност на председателот Туск за неговото разбирање, неговиот ангажман и за неговата поддршка. At the very end, I wish to thank President Tusk once again for his understanding, engagement, and support. Thank you.